Наша денешна гостинка е Бисера Чадловска, која што 22 години е со својата диригентска палка. Таа е позната по својот уникатен успех со оглед на тоа дека навистина има искуство и долги години е во оваа професија. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за тоа што се состои нејзиниот работен ден, како и започна во утрото во однос на нејзините работни обврски, но воедно ќе напоменеме и нешто повеќе за самата професија, односно какви се предиспозиции треба да се поседуваат за да се стане диригент и да се оди токму по нејзиниот пат. Да и посакаме добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. На самиот почеток ќе прашам како ви започнува едно вообичаено утро? Па зависи од работните обврски. Вообичаено, бидејќи јас работам во Македонската опера и балет, нашиот ден не започнува многу рано како на типичните професии. Ние пред 11 часот не започнуваме со работа. Нашите проби почнуваат во 11, така да имаме доволно време ние нерано будните луѓе да се освестиме и да се ставиме во тоа расположение на работа. Доколку сум дента на работа, станувам околу 9-9:30, се спремам и одам на проба. Ако немам работа дента, вообичаено станувам и одам на прво на вежбање, а потоа сите други обврски во текот на денот. Јас сум тип што кафето си го носи со мене, си имам едно кафе кое што си го пијам секогаш само тоа и си имам во фрижидер дома залиха од кафето и си го носам секаде со мене и ме препознаваат луѓето кога ќе ме видат колегиве дека си го носам кафето, секогаш знаат дека без него не излегувам од дома, така да кафето не седам да го пијам, туку си го носам каде треба да одам во движење. Како изгледаше вашиот пат до тука, односно кога се решивте дека сакате да го одите овој пат и да работите оваа професија? Да, јас уште во текот на моето школување, порано во средношколските денови, одлучив дека ќе се запишам на одсекот по оркестарско диригирање. Тоа за мене беше единствената опција, не сакав едноставно ништо друго. И решив дека ќе го изедам тој пат по секоја цена. Така што после завршувањето на школувањето, почнав да работам како хормајстор во Македонската опера и балет. Во тоа време се случи така да во операта немаше веќе диригенти, тоест дел од нив се одселија од државата, а дел од нив отидоа во пензија. И ете, по игра на случајноста и моја среќа, почнав да влегувам во репертоарот во представите на Македонската опера и балет, прво како хормајстор кој што го подготвува хорот за тие представи и понатаму како асистент диригент и како диригент на тековниот репертоар на Македонската опера и балет и со многу работа, труд, посветеност и жртва, еве денеска сум веќе 22 скоро години диригент во операта. Се разбира таа напорна работа е неизбежниот дел за да се постигне на некој начин успех. Кажавте дека од мали нозе на некој начин сакавте да го работите ова, но од каде дојде самиот потик? Дали можеби во вашето семејство има некој кој што ја следи оваа музичка приказна или пак? Во моето потесно семејство јас сум единствениот музичар, немаме друг. Моите родители секогаш ја почитуваа оваа уметност, кај мене дома се слушаше убава музика секогаш. Моите родители не поддржуваа, не знам, кич, турбо фолк, такви работи. Никогаш не имало тоа кај мене дома и едноставно ме насочија ме однесоа, ме запишаа во нижото музичко училиште, бидејќи мајка ми примети дека сум музикална. И понатаму се развиваше се така како што ви раскажав. Мојата одлука се основаше врз тоа што јас сакам предизвик во животот и секогаш сум сакала доволно комплицирани работи што ќе ме поттикнат да ги решам и да се занимавам со нив. Јас свирев пијано цел живот, од 5 годишна возраст бев во нижото музичко училиште. Меѓутоа не ми беше предизвик да бидам пијанист, едноставно не сакав. Не ми беше желба.
не се доживував себе си на сцена како пианист, а искрено да ви кажам и не сакав да вежбам по 6-7 часа на ден пијано. Ми беше досадно, искрена да бидам. Меѓутоа, кога се работеше за диригирањето и студирањето на оркестарските партитури, тоа ми беше од секогаш многу интересно. И уживав да го правам и можев 100 часови да седам и да учам една оркестарска партитура, никогаш не ми беше проблем. И така доста лесно поминав понатаму на факултетот, бидејќи брзо учев и ги совладував тие оркестарски партитури кои што беа потребни за да се дипломира. Така, ете, дојдовме до ова денес. Напоменавте дека сакате предизвици во однос на самиот работен ден и во однос на вашата професија. Потука ќе ве прашам кои се оние предизвици кои што најмногу ви носат задоволство во вашата работа? Совладување на нови партитури, откривање на нови дела, работа на музика која што досега не сум ја среќавала, потешки партитури. Исто ми е предизвик да упаднам во представа. Значи, многу често ми се случувало во текот на годините, поради, не знам, болест на диригент или некој откажал или нешто, да морам да влетам во некоја представа и тоа ми е секогаш многу интересно. Колку што е стресно, мене ми е толку и интересно. Си го давам тој предизвик самата на себе си, дали можам или не можам, а знам дека можам да го направам. Не одбивам работа, не сум пребирлива на таа тема и сакам да работам се што е поврзано со музиката во мојот домен. Во текот на вашата работа сте реализирале над 50 оперски и балетски наслови во Националната опера и балет. На кој дел од вашата кариера сте најгорда? Па сметам дека е се уште рано за еден диригент да каже што е тоа што најмногу го направило горд. Затоа што ние диригентите созреваме подоцна и нашата вистинска уметничка зрелост настапува еве сега во моиве години, да речеме, над 40. Мислам дека има уште многу време за да се одлучам на што, кога ќе погледнам наназад, на што сум била најгорда. Горда сум на секоја моја представа, на секоја моја премиера, на секој мој концерт. Дури на тие што можеби не биле така добри, бидејќи сум успеала да ги изреализирам на некој начин, затоа што ние работиме во секакви услови, нашата работа е во живо и се може да се случи. Некогаш може да се случи да сте најподготвени и на крај на настапот да не излезе баш така како што сте планирале, а некогаш од не толку добри проби излегува на настап нешто сосема спротивно. Горда сум на се тоа и на целата моја посветеност и љубов кон работата која што ја давам секој ден. Пред самиот крај што да очекува публиката од вас? Дали можеби следува концерт, представа од ваша страна или поточно кажано, каде продолжува вашата музичка приказна? Во моментов јас сум на пауза, бидејќи во операта се одвиваат мајските оперски вечери, кои што традиционално се полни со гости солисти и гости диригенти, бидејќи нели нормално на еден фестивал да се видат и различни мињи од тие што секојдневно настапуваат на нашата сцена. И после тоа веќе се ближиме кон крајот на сезоната. Понатаму, од почетокот на следната сезона, можам да најавам една премиера која што би требало да ја подготвам. Тоа е премиера на оперетата Лилјакот, која што ќе биде во комплетно наша продукција на Македонската опера и балет. За понатаму се очекува и да добијам некои концерти, можеби и во странство, меѓутоа не можам сега да ви кажам точно додека не се изреализираат тие понуди. И останувам како диригент во Македонската опера и балет на моите редовни настапи. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да слушнеме нешто повеќе за вашата професија, но воедно и за тоа како течат самите работни обврски во текот на денот. Благодарам.